господин Пакетов. Сега Миро Топчев беше рекол веќе да. Почитувани колеги съветници, почитуван председател на Съветът на община Струмица, почитувани известители. Я следа внимателно дебатата на колежката Катерина Кузмановска в однос на реализацията на бюджетът. Да, аз смятам дека 85% е релативно добра бројка, но релативно и недобра бројка за остварување на бюджетот, затоа што тоа носи до одредени импликации. Во одреден дел од дебатата спомнавте ребаланс. Да, ребалансите се инструмент на економски инструмент кој што некој го измислил како дел од економската наука и практика за остварување на буџетите, за тие да бидат колку што можно пореално. Воспротивно, оваа реализација што носи, како што спомнувате, блок дотациите се реализирани 100% и затоа имаме целосна реализација во нашиот буџет, како трансфер од владата на Република Македонија. Но, основниот буџет на општина Струмица со неговите 67% или 77% реализација придонесува да имате планирано 323 милиона денари како капитални инвестиции, а реализирани 222 милиона. Цели 100 милиона по-малку. Знаете ли што значи тоа? Дека е ветено проекти кои што не се реализирани. Ребалансот како инструмент носи до тоа да вие и ние, градоначалникот кој што денеска треба да биде присутен, ама не знам зашто не е, затоа што четвртиот квартал е извештајот за четвртиот квартал е многу значаен документ за цела општина и затоа и за граѓаните на општина Струмица. Значи, со ребалансот ние како совет, а пред се градоначалникот како градоначалник на општина Струмица, треба да има доблест да кажува кои проекти ќе ги реализира, а кои не. Со ребаланс треба да кажеме, да, има предвидено 10 проекти, ама заради недостиг на средства нема да ги реализираме. Тие и тие. А не да не се повтора постојано во кварталните извештаи една логика, во која што постојано ќе ги реализираме во другата година, а не ги бришете. Значи не може да ги оваа логика на реализација без ребаланси, без блиски броеви до реалноста води до проекти кои што само се испишани, а не се реализираат. Значи во капиталните расходи ни фалат цели 100 милиони за реализација. 100 милиони денари. Това не са ни 4%, ови са 100 милиони денари. И затоа голем дел од проектите не се реализирали. Благодарам. Благодарам, господин Топчев. Дали некој Значи буџетот за некои постигнато во општина Струмица. Не. Тоа е само, значи, напишано на лист хартија процент. Значи, ништо нема да постигнеме. Нема да постигнеме. Јас берам така. Значи, ние можевме да го направиме ребалансот, да ги намалиме и да еве сега да имаме 98% остварување на буџетот. Значи, јас воопшто не се согласувам со тоа. Ние имаме домашен буџет со мала количина пари, па некош префрлуваме од една во друга година. И тоа не е ништо страшно. А 100% реализација на буџетот, еве, кажете ми една општина каде има 100%. Парите кои што доаѓаат во основниот буџет, нашиот буџет е раздвоен и тоа со години уназад. Дел од тие, значи најголем дел од основниот буџет им се враќа на граѓаните во капитални расходи. И сега зборуваме за четвртиот квартал, не зборуваме за завршна сметка за 2014 година. Треба да бидеме малку пострпливи, па на крај да ги донесуваме заклучоците, да го почекаме и првиот квартал од 2015 година. Не да, значи, да пласираме пред граѓаните некоја друга слика од она што навистина денеска треба да се зборува. Благодарам. Контрреплика, може? Благодарам. Само контрреплика. Миро Топчев, имам контрреплика на Катерина Кузмановска. Повелите. Почитувана колешки советнички, значи факт е дека овде станува збор за еден куп на бројки во кој што ние само
сме дел од дебата. Мојата дебата беше во однос на тоа дека ребалансот како економски инструмент е тоа да се има доблест, нели, кога веќе сме виделе дека не успеаме да реализираме се како што треба. Значи, ребалансите се прават за да излеземе и да кажеме што сме реализирали и што нема да реализираме затоа што ќе ни недостасуваат на средства. Јас и минатата година истото го зборував, еве и оваа година, затоа што истото не се повторува. Значи, треба да имаме доблест и да кажеме, нема да реализираме тоа и тоа. А не само да ги ветуваме проектите и минатата година, и оваа, а да останат нереализирани. Зошто да останува простор? Значи, може да се направи ребаланс и градоначалникот да си образложи со извештај или соопштение кои проекти кои што ги предвидел во буџетот нема да ги реализира. Не знам што е тоа толку тешко или не гледам причина да биде тоа лошо. Тоа е едноставен економски инструмент кој што ни дозволува да кажеме дека овие проекти нема да ги реализираме. Затоа што на вистина не ги реализираме. Еве гледаме по реализацијата на капиталните инвестиции. Ви благодарам. Благодарам. Значи, сепак на завршна сметка на буџетот на општина Струмица за 2014 година се уште не е на дневен ред и верувам дека градоначалникот си даде свое образложение на овие прашања што ги барате во четвртиот квартал. Ќе биде на седница и ќе си даде свое образложение. Иначе, завршна сметка на буџетот, знаете, се донесува до 15.3.2015, значи многу брзо ќе биде седницата каде што ќе бидете запознаени детално со тоа што го барате. Зулијана Иванова бараше реплика на Катерина Кузмановска на изјавата. Повелите. Ја слушав внимателно колешката Катерина и последните, иако во нејзината дискусија, значи сигурно беа упатени, првиот дел од дискусијата беше упатена кон мојата дискусија, меѓутоа нема да се надоврзам на тоа, само ќе се задржам на последната нејзина дискусија, тоа е репликата на колегата Миро, кој што кажа дека ребалансот е економски инструмент за да се оствари реално еден буџет. Сега, кажавте вие дека што ќе добиеме со тоа, доколку еве реално направиме ребаланс, значи колку е капацитетот на општина Струмица за да на крајот постигнеме, како што кажате, 100% реализација. Јас само едно ќе кажам, ќе постигнеме доверба кај граѓаните кои ги искажуваат своите недостатоци за еден современ и солиден живот на живење. Тоа ќе го имаме, колешки, а нема да имаме разочарување кај граѓаните отпосле, кои што постојано кажуваат, значи, нивни аномалии кои што ги согледуваат од теренот, значи им недостига канализација, им недостига асфалтирана улица, им недостига водовод и ред други работи, значи кои што еве овде во многу прилики имавме можност да бришеме, значи и 2013 бришевме проекти кои што беа во буџетот, па ги избришавме со ребалансот, па повторно ги ставивме во буџетот за 2014, па повторно ќе ги бришеме. Значи тоа е несериозно. Зборувам, значи, комплетно за нас како совет и начело со градоначалникот. Значи тоа е нереално искажени буџети. Дај да направиме реална проекција колку се нашите можности како општина, значи. За да на крајот да не се препукуваме и да ги разочаруваме од друга страна граѓаните кои што гледаат на еден начин спас во нас како советници. Реално да размислуваме, реално да проектираме, реално да реализираме. Тоа го сакаме ние. Благодарам. Благодарам на